имаме чест, да имаме јак гостник. И му се обраќам на ти публиката, нека ми прости, се знаеме добро. И сме седеле бајаги, тој е човек со факти, тој не барата со лаги. Го знае секој бизнисмен дали се стварно олигарси, ако го прашаш ке рече не бе брат, само фарци. Во епизода денес не е Петко ниту Станко, еден и единствен тој е Азес и Бранко. Во земјите на Европска унија постои закон за минимална плата. Меѓутоа, тој е врзан за раст на продуктивноста. Значи, тој мора да е врзан за некаков индикатор, тоа не може да се дели од рака. Значи, ако фирмата има таква продуктивност и додадена вредност, што тоа може да го дозволи, нека оди, јас сум најсреќен да биде, како го викаш, дупло повеќе него сегаш. ДДВ-то обавезно влегува во буџетот, а може необавезно да се задржи во буџетот, да не се врати. Али државата, како што беше случајот 2007 со владата на Никола Груевски, да го држи 6 месеци или 10 месеци, да не го враќа на компанијата. Решавање на некаков проект и се предава таму према администрацијата. И тој пропаѓа 200 метра длабоко, го снемува и не е пренесен таму. И сега од тој момент почнува проблемот. Ти мислиш дека тој проблем веќе решен и сега одиш на друг проблем, а тој проблем таму не почнува, уопште не е. Ама нели треба да се вратиш и да прашаш, абе што правиме со првиот проблем, до кај сте? Има ли некакви checks and balances од како се даде проблемов да се решава негде? Тука е вештината на администрацијата. Она е извештена да те убеди дека тоа течи. Така, ти си мислиш се работи. Али жаре е проблемот. Ај. Ови од комората се проблемот, ти од синдикатот се проблемот, се некој друг е проблем, само тие не се проблем. Па како е во компанијата? Во компанијата, кога ќе ја преземиш, ти имаш некакви бројки. И кога ќе си одиш, имаш бројки. Ти влегуваш во политиката, располагаш со буџет од милиарди, раководиш со апарат од 200.000 луѓе и не поднесуваш отчет. Ако продолжи воените действија меѓу Русија и Украина во наредниот период, дека ќе додетат од 3 страни дронови. Првиот дрон ќе долета со цената на енергенците, храната и чиповите. Бројките покажуваат следно: 40% од потрошувачката на газ и 27% од нафтата во Европската унија доаѓа од Русија. Русија и Украина заедно учествуваат со над 25,4% од светскиот износ на пченица. И тие се единствените земји кои располагаат со суровини за изработка на чиповите за автомобилската индустрија. Зошто е ова важно? Ова е важно затоа што продолжувањето на воените действија ќе остава траги врз економијата на Европа, а ние сме зависни од неја затоа што ќе се намали побарувачката ако забави економијата во Европа, а таму ние имаме 2/3 од нашиот извоз.